На денешната пресконференција, одржана од страна на Министерството за образование и наука, информираа дека ќе доделат 20 стипендии за изучување на старотурскиот јазик на светските универзитети, каде што има катедри по изучување на отомански студии. Стипендиите, се целосно ги покриваат сите трошоци за студирање, а по нивното дипломирање им е загарантирано вработување во некоја од институциите. Доколку е подготвена, предлагам да ја погледнеме изјавата на заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. 30 септември е крајниот рок за аплицирање на конкурсот на Министерството за образование и наука за доделување на 20 целосни стипендии на македонски државјани кои ќе одлучат да се запишат на додипломски или постдипломски студии за изучување на старотурскиот јазик на некој од светските универзитети на кои има катедри за отомански студии во академската 2016-2017 година. Се работи за конкурс кој го објавуваме веќе трета година поред, а чија што цел е да стимулира и создаде кадар кој е од исклучителна важност за државата заради превод, толкување, анализа и обработка на голем број стари документи, ретки ракописи и материјали кои ги има во македонските, но и странските достапни архиви, во библиотеките, како и во имотните книги, а се запишани на старотурски или отомански јазик. Во таа насока, да повториме, за сите оние кои ќе аплицираат и ќе ги исполнат условите, согласно конкурсот им се обезбедува целосна стипендија, односно покривање на трошоците за студирање и, што е најважно, веднаш по дипломирањето. Имаат загарантирано вработување во некоја од институциите каде што може да бидат ангажирани со познавање на старотурски јазик. Така, за сите заинтересирани кандидати уште еднаш да повториме дека рокот за пријавување е до 30 септември. Доволно е да бидат запишани на некој од светските универзитети каде што се изучува старотурскиот јазик и да приложат пријава до Министерството за образование и наука за да ја добијат стипендијата.